Лепче, локум, пченица и вино. Граѓаните спремаат за раздавање по повод денот на мртвите или во народот познатата задушница. Од ова попладне по традиција како некогаш, граѓаните ќе разделат леп и локум во спомен на починатите, потсетувајќи ги и спомнувајќи. Тие велат дека пред овој празник многу често и ги сонуваат, па затоа остануваат доследни на традицијата. Купиме лукумче, пупиња, тоа се. Ќе се раздава сигурно. Па имаме починати, имаме браќа, имаме сестри, имаме тутрички, лепче, пченичка, лукумче. Утре ако за денеска лукумче, за утре може и нешто друго. Поручок денеска и утре са бајли. Тук у Штипе така, па на другите места само утре. Па ќе идеш, ќе го изчистиш, ќе го измиеш, ќе запалиш свекичка и ќе раздадеш таму. Ако не, па не мора ни да раздаваш. Па дома ќе си даеш на некој и то. Па нормално. Запалиш свеќата, подсетиш го секој умрен. Најважно е пченица, леп и вино. Тоа. А друго тоа споредно, кој што може, колку може овошје и лукумче, алвичка тие работи. Па на некој се јавуваат, некој зависи на кој како не знам. Не са ми се јавили на мен. Поручок, да. И поручок и се оде на црква и утро се бајли. И на гробиште, да. Па бабата знае тие работи, она. Одете ли на гробиште утре? Одеме, како не, имаме таму наши луѓе. Подсетите ли се на мртвите на... Па мора да се подсетиме и ние ќе одеме таму. Запалиме свекички. Темјанче, тако ставаме таму, постоеме од и ладно, сега ќе раздадеме и бегаме си. Наместо да се оставаат тие јадење и пиење, да се помогне на сиромашните, на луѓето што треба. Мајка ми ќе спрема и за петок и во сабот. Да. Иако примањата се слаби според граѓаните, тие сепак велат дека нема да го изостават раздавањето за денот на мртвите и оваа задушница кој колку има. Па сега колку е толку, колку има толку ќе се направи. Мора да се одржи. Да може да се одржи, тоа е. Инаку првата задушница од годината се паѓа секогаш седмица пред празникот Прочка и истата е позната како Прочкена задушница. Без разлика кога и да е задушницата, таа секогаш е во саботата, па затоа во народот секогаш постои верување дека сабота е ден на мртвите.